Една жена која ги посетуваше обуките за шиење. Веќе имаше одредено искуство, но никако никогаш немаше храброст да започне свој бизнис. И многу се радувам дека пролетва, откако заврши проектот, разбрав дека го отворила своето ателје и дека конечно се охрабрила да започне свој бизнис. Како созреваш како дизајнер, веќе не се водиш по трендови, туку едноставно ги насетува. И многу се радувам кога ќе намислам нешто за следна колекција за која што сакам да го истражувам, да го работам. Подоцна да видам дека всушност дали таа боја, дали тој вид на материјал, дали тој крој едноставно е во тренд. Најголем е предизвикот со материјалите, затоа што оние материјали кои се наоѓаат кај нас едноставно потеклото не им го знаеме. Па затоа секогаш се трудам да донесам нешто од надвор, на своите патувања да откриам нешто, но и да едуцирам јавноста зошто дизајнерските парчиња и оние на кои го знаеш целото потекло и целиот синџир се подобри од брзата мода која е ефтина и достапна за сите. Време на моите студии бев дел од младинскиот невладин сектор, каде што со организацијата Гратис гушкање млади за љубов правевме најразлични хуманитарни акции и активности и едноставно кога по завршувањето на студиите го започна својот бренд, сето тоа си дојде природно за сето она што го работам на некој начин да влијам на општеството, да ги подобрувам условите и да правам добро и за планетата Земја, не само за оние кои живеат на неа. Најпрво ќе кажам да бидат дел од младински организации. Размислувате нели за општото добро, не само за личниот профит и бенефит.